Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Продолжува штрајкот на вработените во управата за водење на матични книги. Бараат покачување на платите и колективен договор. За меѓународниот ден на пожарникарите, Дирекцијата за заштита и спасување на територијалната противпожарна единица во Тетово и донираше опрема за справување со поплави. Денес се одбележуваат 119 години од смртта на македонскиот револуционер Гоце Делчев. Продолжува штрајкот на вработените во управата за водење на матични книги. Тие бараат покачување на платите и колективен договор со можности за унапредување и подобрување на условите за работа. Вработените во управата за водење матични книги веќе петти ден штрајкуваат. Доаѓаат на работното место, но ги примаат само граѓаните на кои им е потребен документ за итни ситуации. Председателот на независниот синдикат Тони Милошевски денес од Тетово порача дека и покрај притисоците кои ги имаат, штрајкот ќе продолжи. Овие денови се одвиваат добро, 70% на ниво на држава се штрајкуваат. Притисоци имаше огромни и уште ги имат тие притисоци. Има од некои политички партии имат притисоци. Има од самото раководство, од управата. Имаме притисоци до некои вработени. Највише имаат притисоци тие вработени што се на договор. И многу е лошо што ги тераат да работат, а не смеат да работат. Зашто тие се за заштита за лични податоци, некои што сега не смеат, зашто тие нема договор потпишано. Независниот синдикат на управата бара донесување колективен договор на ниво на работодавач и линеарно покачување на платите. Милошевски вели дека само еднаш биле повикани на преговори во ресорното министерство. Министерството излезе со некој соопштение дека тие 60 бода што ги бараме првиот пат не се издржливи за да може да помине тој колективен договор. Ние на тој состанок им кажаме зашто тие 60 бода не ги наметнавме ние. Ние пак да потенцирам. Овој колективен договор заедно со управата више 3 години го работиме, тие ни го наметнаа тие 60 бода. Ние одма тоа го прифатиме за се трнат тие 60 бода, не е проблем. Од наша страна затоа бараме преговори, разговори и такви работи. Ние им предложиме 30% на има покачување, не мора да се тие 60 бода, затоа се тие преговори и разговори, да седнеме на маса и да се договориме што може, што не може. Инаку во управата за водење матични книги вработени се 500 лица. По повод меѓународниот ден на пожарникарите, Дирекцијата за заштита и спасување на територијалната противпожарна единица во Тетово и донираше опрема за справување со поплави. Денеска во просториите на противпожарната единица на градот Тетово сме со представниците на општината, на пожарникарите и со вработените од Дирекцијата за заштита и спасување да доделуваме опрема за заштита и спасување од поплави. Опремата е во вредност од 20.000 евра и како што знаете веќе и ланската година ние доделивме опрема за спасување од тешки сообраќајни несреќи и земјотреси, која беше исто така во голема вредност од 50.000 евра, но во меѓувреме ние на противпожарната единица на градот Тетово доделивме и опрема од нашите магазини во подрачното оделение Тетово на Дирекцијата за заштита и спасување со цел за да вработените пожарникарите ги користат истите во секојдневните обврски и да се надеваме дека ќе имаме што помалку вистински случаи, него што повеќе ќе обврнеме на внимание на подготвеноста и увежбувањето на пожарникарите. Добивме специјална опрема за поплави, значи специјална опрема за ова опрема што да не даде Господ да ја користиме, но да ја употребиме само за вежби и таки други работи, но ете
преку потребна ни било ова опрема, бидејќи истакнав дека и во 2015 година невремето и поплавите што ги зафатија Тетово и Тетовско ни беа превише потребни овие работи денеска што ги поседуваме од денеска, значи кај нас во територијалната противпожарна единица денеска сме многу среќни, многу задоволни што со ова опрема ќе бидеме секогаш покрај нашите граѓани при секоја потреба нивна во случај на некоја поплава. Се надевам дека ќе бидеме во корак со времето во врска со технологија која што треба да се донира или да се снабдува пожарната единица, бидејќи пожарната единица е дел од општината кој што не остава простор за да имаме да немаме доволно опрема за да не може да ги спасиме луѓето. Затоа уште еднаш им се заблагодарувам и се надевам дека и натака ќе имаме добра соработка. Денес се одбележуваат 119 години од смртта на македонскиот револуционер Гоце Делчев, деец на Македонската револуционерна организација, организатор и водач на македонското револуционерно национално-ослободително движење. 119 години од убиството на Гоце Делчев и 150 години од неговото раѓање се сериозни години и датуми кои што не свртуваат на историјата и на неговата улога во целокупната македонска кауза и револуционерна борба. Гоце Делчев е темел на македонската државност, човек кој што се вткал во целокупната борба за независна, суверена и слободна Македонија, онаква каква што ја имаме денеска. Фактот што неговите мошти почиваат во црквата Свети Спас во главниот град на независна и суверена Македонија зборува многу. А тоа е фактот дека тој не може да биде ништо поинаку, освен македонски револуционер кој што ја положил својата жртва заедно со своите соборци за слобода и независна Македонија. Сте и кого представувате? Значи, јас сум Лидија Демниева, јас сум председател на Македонското здружение Кочо Рацин од Белград, Србија и представувам македонската заедница од Србија. Дојдена сум да дадам почит на македонскиот револуционар Гоце Делчев, родом од Кукуш, Егејска Македонија, убиен и почива во сега коските негови се навоѓаат во црквата Свети Спас. Секоја година јас доаѓам и на денот на неговото родување, и на денот на 4 февруари, и на денот кога е убиен. За мене Гоце Делчев представува многу. Денеска дојдовме да положиме цвеќе на македонскиот херој Гоце Делчев, водач, идеолог, организатор, практично срцето на македонската национално-ослободителна организација од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Денеска ние, како македонци, имаме силна обврска да продолжиме по идеалите на Гоце Делчев, посебно во ова тешко време кога татковината е окупирана од внатрешни и надворешни непријатели и марионетска власт која што брише се што е македонско. Затоа нашата обврска како македонци денеска е многу голема. Перцепцијата за правосудството ќе се подобри само во оној момент кога ќе докажеме како држава дека навистина ќе се одговара за тешки кривични дела, без оглед од која сфера се, дали се работи за кривично дело од економски криминал, компјутерски и така натаму. Ова го изјави денеска министерот за правда Никола Тупанчевски, одговарајќи на новинарски прашања. Значи, перцепцијата на правосудството ќе се подобри само во оној момент кога ќе докажеме како држава дека навистина за тешки кривични дела, без оглед од која сфера се, дали се работи за кривични дела од економскиот криминал, компјутерскиот и така натаму, ќе има пресуди кои што ќе бидат пропорционални на неправото. Во таа насока, значи, еве ги охрабруваме, тоа се судовите, нели, обвинителствата и сите други институции кои што право раздаваат, да бидат на нивото на задажето во смисла на тоа дека навистина веќе е зрело време во Република Северна Македонија да покажеме на дело како треба да изгледа, нели, подобрувањето или квалитетот на
правораздавањето. Имавме компаративно искуство, нели, во соседна Албанија имаше ветинг и се покажа како најдобар рецепт или алгоритам за решавање на состојбите. Јас и пред да бидам министер и сега останувам консеквентен на ставот дека во Република Северна Македонија може да се направи прочистување на судството и со оваа регулатива што во моментов имаме, меѓутоа и со овие институции што во моментов се активни. Така што постои судски совет, совет на јавни обвинители и така натаму, кои што доколку ја заврши задачата како што треба, значи постојат строги критериуми кои што нели налагаат доколку некој не работи според она што се нарекува стандард, да биде разрешен, а и да биде казнет, затоа што ниту судиите, ниту обвинителите не смеат да бидат над законот. Во тој контекст би сакал да додавам и денес ќе зборуваме за новата методологија за оценување на судиите, за квалитетот на судиите. Тоа значи пропис, подзаконски акт, донесен година и пол наназад и од необјасниви причини беше неприменуван. Меѓутоа, дефинитивно, веќе стигнуваме во период каде што тоа веќе од судскиот совет не само ветено, туку почнува да се имплементира таа методологија и верувам дека ќе даде резултати и на тој план ќе се подобрат драстично состојбите. Во продолжение следуваат деталите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Полициски службеници вчера вечер околу 20 часот и 30 минути привеле 26 годишник од Гостиварско Форино. Претходно тој бил пријавен од 48 годишна вработена во казино на улица Борче Јовановски во Гостивар дека физички ја нападнал. Тој е задржан во полициската станица Гостивар за расчистување и документирање на случајот. Подоцна тој во СВР Тетово пријавил дека во истото казино околу 20 часот тој бил физички нападнат од едно лице. 40 годишен тетовец вчера во 14 часот во СВР Тетово пријавил дека на улица Александар Јовановски Журчин во Тетово физички бил нападнат од 62 годишен тетовец, кој притоа му се заканил со остар предмет. Во текот на денот пријавениот ќе биде повикан во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот. Вчера околу 18 часот и 15 минути пак 23 годишник од Неготино Полошко во СВР Тетово пријавил дека вчера половина час по полноќ на излегување од угостителски објект во Гостиварска 7 зона во кој претходно престојувал физички бил нападнат од 4 лица. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Ноќеска во 3 часот и 15 минути 18 годишен тетовец во СВР Тетово пријавил дека 1 час пред тоа по враќање од Тетовска Брвеница физички бил нападнат од 34 годишен такси возач од ова село. Се расчистува и документира случајот. 69 годишник од Гостиварско Форино вчера во 16 часот во СВР Тетово пријавил дека во селото бил каснат од куќе на негов 60 годишен соселанец. По документирање на случајот ќе следи соодветен поднесок. Во рамките на континуираните контролни активности пак што ги спроведува СВР Тетово за брзина со која се движат возилата на Тетовско-Гостиварското подрачје, вчера од 8 до 20 часот вкупно се изречени 43 мерки за пречекорување на максимално дозволената брзина. Од нив 22 мерки се однесувале на пребрзо возење надвор од населено место, а 21 во населено место. Меѓу санкционираните 4 возачи се движеле со брзина до 70 км повеќе од дозволената брзина надвор од населено место и еден со брзина до 50 км повеќе во населено место. При контролата биле откриени и санкционирани 33 други видови прекршоци. СВР Тетово повторно со апел до возачите непотребно да не брзаат, особено по автопатот Гостивар Тетово Скопје, каде и најголемиот број на санкционирани пречекорувања и годинава, но и на околните регионални патишта, зашто токму неприлагодената брзина и натаму е најчестата причина за случајните сообраќајни несреќи пред се за оние со потешки последици. СВР Тетово започна и со практична реализација на нов превентивно-едукативен проект "Не седнувај зад волан", без положен возачки испит и безбедно управувај со мотоцикл. Секторот за внатрешни работи Тетово од вчера започна со практична реализација на нов превентивно-едукативен проект "Не седнувај зад волан без положен возачки испит и безбедно управувај со мотоцикл", чие мото е "Заштити се себе си и другите". Со проектот, чиј иницијатор и носител е Одсекот за превенција, ќе бидат опфатени околу 2500 ученици од втора година од тетовските и гостиварските средни училишта, а првото од серијата планирани предавања веќе се одржа во Гостивар. Стручно обучени
обучени полициски службеници на учениците ќе ми образложат потребата од задолжително посетување обука за возачи и полагање на предвидениот испит за стекнување со возачка дозвола. Покрај ова исто така учениците ќе ги запознаат и со законските импликации доколку управуваат возила без положен испит и валидна дозвола. И не само тие, туку и оние кои им ги дале возилата да ги управуваат, иако знаеле дека немаат дозвола. На предавањето учениците ќе бидат информирани и за тоа како небезбедно да управуваат мотоцикл и што се треба да поседуваат и носат од заштитна опрема. Целта на проектот е да се подигне сообраќајната свест и култура на оваа категорија средношколци, затоа што и тие деновиве се во значителен број присутни на патиштата и улиците во Полог. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите, ви благодариме на вниманието. Пријатно!